Оваа чаша домашна ракија што фаќа синџир по крајот бистра, а искреста да ти се стресе при првата голтка. Оваа пиперка, само малку заруменета при врвот, рускава под забите. Овој патлиџан, црвени сочен, а уште цврст. И најпосле, ова бело сиренце слачно при џвакање со корка лебец, да ти се осоли малце плунката и душата. Имај ги како дарови од небото за денешниот ден и искажи благодарност со нечујна помисла. Ова оро, кое ќе се игра многу пати повеќе од колку што се играло, и овие жени и мажи кои чекорите ги оставаат во наследство на внуците, за да ги возвишат свадбите и соборите. Имај ги како дар од небото, ти пијанецу, драмче, и не заборавај го ритамот на тапаните, ритамот на копачката, по кој и светот те почитува. Фолклорната група Копачка е формирана 1948 година во село Драмче од најдобрите играорци од Белчанска мала и од Црничка мала. Со број на луѓе околу 6 мине одлични играорци и еден тапанџија. Тогаш групата почнува да ја вежба орото Копачка, да го вежба и да го од соборите и свадбите, каде што се играше орото, да го подготви за да се изведе на сцена. И првото изведба на орото Копачка на сцена е 1948 година оде во Делчево, тогашно Царево село, за да после групата учествува на многу општински надпревари и околиски надпревари во Делчево и во околие Штип. Вие всушност си го игравте тоа на собор? Одевте? На соборот се играше тоа оро од сите соборени, па и денеска се игра, нели? Да, само сите не се во состојба да го играат така како што го играат добрите играоци. Димитар Узунски е човекот кој е најзаслужен орото Копачка да не биде однесено од заборавот. Пред повеќе од 70 години во селото Драмче е формирана фолклорната група Копачка, а Димитар Узунски бил нејзин раководител од 1959 година. Што е она по кое што Копачка на вистина ја носи спецификата? Не е тоа само дека треба да се биде добар играорец. Добар играорец за целиот македонски фолклор треба да се биде. Фолклорната група Копачка, односно орото Копачка, има 4 дела. Бавен дел, па има побрз дел, па уште побрз дел и на крајот полн занес и копнување од земјата. Орото на некој начин го представува тешкиот и макотрпен живот на луѓето од овој крај. Нешто слично како што е орото тешкото, каде што имаме прикажување на тешкиот живот и на крајот желбата за слобода, борбата за ослободување. И еве ја пред нас Копачка од жени везена, а ритмот го држат млади фиданки. Се подготвуваат за голема прослава. Поминаа 5 години откако орото Копачка го доби најголемото признание. Дел е од репрезентативната листа на УНЕСКО како нематеријално културно наследство. Ќе се вее оро денеска во Драмче и во Делчево. Ќе се копа земјата од чекорите играорни. Предвидовме содржина за тој ден во прославата да започнеме на
дочек на учесниците и гостите кај спомен собата на дедо Митко, ороводецот на копачката, во Белчанско мало во село Драмче. Гостите, наши учесници, ќе ја посетат собата, спомен собата, потоа би изиграле во дворот орото копачката, зашто на самиот двор или на гумното во Белчанци најавтентично, најоригинално, најизворно се изведувала копачката. Потоа предвидовме да дојдеме во градот Делчево, низ центарот на градот, со сите учесници во програмата, да направиме едно дефиле, да ја изиграме на неколку места, на неколку локации, орото копачката. Предвидовме тука да ни се приклучат нашите основни училишта, средните училишта, локалните фолклорни друштва, како и нашите гости. Ова е всушност една ваша секојдневна проба. Сега ни го изведовте женската копачка, ни ја изведовте. Да. Која е разликата помеѓу женската и машката копачка? Тоа се ора кои што се играат. Живо се играат. Да, живо се играат на собори, се играат на свадби во Пијанец. Еден од предусловите беше тој, нели, да биде живо фолклорното добро за да влезе во УНЕСКО. Моментално, значи, на сцената кај што вршиме редовни проби, го игравме женското оро копачка, кое што обично го играме на тамбура или кемане, и истото го изведуваме со трите ритми. Последниот ритам токму копнувањето, затоа повеќе и ни стои нам името запоја, одошто копачка. Значи, копнувањето не го изведуваме од причини што значи, во дамнешно време жената било срамно да и се гледа колено, да и се гледа. А со тој чекор на подигање и копнување, значи, го избегнуваме тој момент и го изведуваме со тие три ритми. Тој беше макотрпен процес на впишување на орото копачката во УНЕСКО. Првин беше тргна заштитата во 2010 на национално ниво, да го заштитиме машкото оро копачката. Подоцна, кога 2011 влезе во програма на Министерството за култура како надлежни за културното наследство на Македонија во границите па и надвор, значи, ние прифативме иницијативата, ја поднесовме апликацијата и во една забелешка од комисијата на УНЕСКО ни беше предочено дека кога веќе ја имаме на репертуари женската група, женската изведба на орото копачката, зашто и таа не се впишува. Така дојде и женското оро копачката да биде впишано во УНЕСКО. Кој го чуе мале да ни е вечна копачката, да ни се вечни радостите кои ќе се овековечуваат со ова оро, и песната. Песната да не остане заборавена, затоа што, како што рекол големиот Конески, можеби и утре те чека ваква наклоност. Зошто да не? Никогаш не се знае. Тоа е последната желба да орото добие таков врв. Зошто на некој начин душевно ми се исплаќа сијелото вложен труд што го направи во тие години, зашто уште од првиот пат кога ги видов играорците во Драмче, си реков, еве, наставниче, учители, еве ти поле за работа. И така, одев секој пат по играорците со мислата дека еден ден мојот народ ќе знае да го цени мојот труд.